Христос Бог наш, и разрушив клятву даде благословение, и упраздни смерть, дарова нам живот вечный. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во магазинот Вечерва со Слободан Томич. Да, бев одсутен неколку дена, ми недостасувавте навистина многу, но тоа е што е. Денеска ја реализирам оваа емисија во предвечерието пред утрешниот голем христијански православен празник, рождество на Пресвета Богородица. Се надам дека голем број верници денеска вечерва, поточно во храмот на Пресвета Богородица, беа присутни на литијата која пречека светата икона од Хилендар, Светата Богородица Троеручица, во која навистина жалам што немав можност да присуствам на таа литија, но моите молитви и моите пораки се заедно со вас за доброто на сите и Господ нека не благослови и за многу години овој празник. Драги мои, вечерашната емисија, апропо се она што се случува во светот, а тоа е уште 45 дена, не го очекуваме изборот на првиот човек на најголемата држава во светот, Соединените американски држави, кои го избираат својот претседател. 5 ноември е денот кога Америка треба да го избере својот претседател, но видовме што се случува во оваа држава и покрај големата желба и очекување дека конечно после големиот број трауми што ги преживеа поранешниот претседател Доналд Трамп, големи обвинувања, судски рочешта, процеси, два пати обид за атентат, создава голема нервоза во таборот на демократите, кој, да бидам искрен, да, бев присуствував на 3 претседателски американски избори во САД и знам како е таа атмосфера, какви се очекувањата, однесувањата, но хипокризијата е евидентна. Вели, не му мисли некому што не сакаш тебе да ти се случи. Па имаше такви ситуации во кои госпоѓата Камала праша дали е се окей со Трампа и неговиот колега Џо Бајден, но таква хипокризија не треба да постои. Биди искрен, биди реален и биди чесен. Власта, политиката е минлива и менлива. Луѓето ќе ве препознаваат по делата и злоделата. Што направивте и што оставивте зад вас. Дали ќе бидете на фронт пејџот на историјата или на депонијата на историјата. Но, уште ова во мојата најава, пред да ги немам моите гости и мојата тема, тоа зашто се залагам сите овие децении е како да се запази и задржи националниот трезор на Македонија, а тоа името, идентитетот, јазик и сето она. Не го слуша и гласот на народот и мојот став, кој го деценијски се борам, дека не сме ни М од Македонија да се смени. Еве, дозволите ми само да подсетам што сум направил 2008 година, поточно пред 26 години му доаѓа, така, како се однесува, 16 години, пардон, како организирав тема, дали имаме право на континуитетот на името на државата и идентитетот. Професор, што би му одговориле на тој професорски тим? Дали имаме право на континуитет на името на државата и на идентитетот? Ако некој народ, ако некоја држава, ако некое царство, ако некоја империја го има правото да се вика така како што е, тоа е македонската. Се што постои во светот на било кој начин има допир до македонското. Не станува само прашање на името. Повеќе од 3.500 години го гледаме запишано на стели и на камења, како пишуваат во каменото розета, тврд запис на камен, исклесани зборови, пораки, писма, сето тоа на македонски јазик. На македонски јазик и за македонскиот живот, за македонските
борби, авантури и царства, пишувал и Хомер, пишувале безброј македонски филозофи, македонски историчари, опишувале за начинот на живеењето на македонците и македонците насекаде каде што стапнувале, иделе со свој поглед на животот, со своји обичаи, со своја музика, со своји градби. Зашто? Секој од македонските кралеви имал свој тајфи во престолнините. Во Дион, во Еге, во Пела, во, ако земиме во Хераклеја. Да, драги мои, тоа беше Ангелина Маркус, професорката почината, но беше дел од одбранбениот штит на Македонија и македонскиот код. Но за жал, политичарите денеска се неписмени. Едно од условите што треба политичарот е тоа да ја знае својата историја. Ако политичарот не ја знае својата историја, ќе му се случи случајот Заев. Заев е тој што навистина ќе биде на депонијата на историјата. Но, само да завршам, имав интервју со 5 американски државни секретари. Еден од нив бил Лоренс Иглбергер. Изјави: никој нема право да ви го смени името доколку вие не сакате. Вие сте македонци и македонци ќе останете. Во врска со тој државен секретар Лоренс Иглбергер, а во контекст на изборите во Соединетите американски држави, вечерва организирам една тема наречена "Долгите цевки, изборите во САД и рефлексија врз политиките на Балканот". По тој повод, че си задоволство, вечерва поканив референтни, еминентни имиња од српската фела, да речем, аналитичари, тешкаши, тешка артилерија, кои важат за едни авторитети во Србија и пошироко. И еве, ќе го слушаме вечерва во магазинот Петочињот, што тие мислат и што ќе одговарат на моите прашања. Чест и задоволство ми е прво да го представам господот Марко Лакич, политички аналитичар и новинар на Политика Белград, Србија. Добро вечер, Марко, и добро дојде. Добро вечер, хвала на Добро вечер, благодарам на повикот за учествувам во емисијата. Благодарам многу. Од друга страна, ако ми дозволите, еве за добро вечер и почитуваниот Љубомир Ѓурич, аналитичар и познавач на западните политики кон Балкан, Белград, Србија. Добро вечер, Љубомир. Добро вечер и хвала на позив. Благодарам за поканата. Ќе ми дозволите, господо, да го поздравам и благодарам на господинот Жан Станоевски, предпознатив глас, професионален преведувач од компанијата Костан, и благодарам на господинот Данило Николовски за техничката поддршка во реализација на ова емисија. Господо, еве би сакал на нашата јавност, после мојата најава, господин Марко Лакич, тоа е нашиот обичаен третман, представување на моите согорници, тоа е рубриката "Тоа сум јас". Можете ли да се представите на нашите гледачи кој е господот Марко Лакич? Повелете. Секако, Марко Лакич ми е името, јас сум новинар на Политика 25 години, веќе политика постои од 1904 година, јас таму моментално работам како уредник на дигиталното издание, кое што може да го читат во Македонија, поради тоа што ние користиме исто писмо, тоа е кирилицата, така да многу добро се разбираме. Само да додадам дека политика редовно ги следи вестите од Македонија и дека имаме добри извори, добри дописници, така да тоа е атрактивна тема. Благодарам. Сега да го представам и господинот Љубомир Ѓурич. Љубомир, молам. Добро вечер још едном. Уште еднаш добро вечер, Љубомир Ѓурич ми е името, политички аналитичар, Јас сум член сум на невладината организација Србија Центар за национална политика, подпредседател сум на таа организација од 19-та година наваму, нашата организација соработуваше со многу западни земји, со амбасади, имаме дузина проекти заедно во соработка со овие амбасади и како што може да забележите, се занимавам со анализа на политичките случувања и преку политички емисии работам на телевизија во Србија и еве сега се слушаме во Македонија. Благодарам. Во секој случај, еве, ќе останам со вас, па ќе продолжиме со Марко.
Именно долгите цевки и председателските избори во САД и нивна евентуална рефлексија врз политиките код Балканот. Што би додаде, господин Љубомир, за ова? Pa, što se tiče, Što se odnesu samog naslova, i do što se tiče naslova samih izbora i u izborite Americi, u Amerika, nekako je to možda i pa može globalni događaj globalni koji nastav, svi pratimo i koji koji će svi tako svakako imati sledimo i svoje koji će posljedice, imati svoje tako da posljedice, nazovemo i na да ги naš наречам region. така во нашиот Svakako je регион, da секако vidimo дека da svako od nas гледаме ima дека svoj секој од нас favorit, има ali свој mislim da se фаворит, ta но svoja сметам дека politika таа надворешна политика Amerike prema našem на regionu Америка во нашиот neće регион biti нема povoljna претерано да се kandidata менува за bude без разлика кој го ја освои власта. Да, повторно ќе се навратиме на прашањето, да додадеме уште. Господин Марко, што вие ќе да одговорите на ова прашање? Секако би се сложил со Љубо. Едноставно, ова се доста турбулентни избори, два обида на атентат на кандидатите и како морам да нагласам дека сите избори се критични во Америка, нема да заборавите во Америка центрите имам 4 председатели убиени, нема председател кој не бил дел од атентати, сетите се на Реган. И така да, оно што сакам да го кажам и оно што Љубо го кажа, ако нешто се смени кон американската политика, кон нашиот регион, а ние сме најблиски комши, сметам дека тоа ќе биде само нијанси. Тоа се толку ситни нијанси што дури нека можеме и да го забележиме. Ако говориме од Агона и Србија, можеби тоа некој ќе го натера од Вашингтон да сослуша некој у иднина да каже, да добие совети за потребите на србите, на Србија и на оние кои што живеат на Косово. Но во суштина, тука нема да има некои големи поместувања, како што рековте, Америка. Така да се случува тука и се случува во нивна корист. Така, во контекст на сето тоа, ако ми дозволите, господо Љубомир, исто така, дали имате да додадете нешто што колегата ваш кажа, дали имате нешто да додадете околу сето тоа? Pa da svakako za nas Секако за najbitnije, нас za е nas u Srbiji, to најважно je Србија najbitnije pitanje i to прашањето političko на pitanje je zapravo to војно-политичката pitanje Kosova i тема, odnos Косово. prema samom Kosovu. Самото Vidimo Косово, to i ovih dana гледаме дека тоа proučavamo е temu u našim критична medijima. актуелна тема, Takođe što se од tiče аспект на тоа што jako американските избори to важно očekivanje za Srbiju, вклучувањето за Србија samu Republiku Srpsku i Република generalno Српска dešavanje sa и Што сакам да прашам, Марко, уште 45 дена, поточно до 5 ноември, е до изборот на нов американски председател. Од друга страна, како што спомна и ти, а и јас во најавата, два обида за атентата на врз Трамп, поранешниот председател. Кој зошто се плаши од Трамп? Дали поради ветувањето на Трамп дека ќе запре војната во Украина? Дали и кому оди во прилог светскиот хаос, така наречена украинско-руска војна? Видите, кога видите кој се плаши, што може да се плаши на местната индустрија, сите производители на оружје во Америка, кои во последните 2,5 години одлично заработуваат. Нема да заборавите, сите пари кои што ги даде Америка како помош на Украина во суштина, тие пари се потрошени во Америка. А тоа е купено и извезено во Украина. Знаете, тоа може тука некоја паралела да се повлече со НАТО во Виетнам, знаете, со војната во Виетнам. Кенеди не беше заинтересиран за војната. Кога го убија, Америка влезе во војна, погинаа 60.000 американци и потрошени се многу милиарди долари. Од секоја војна некој заработува кај американците, а војната е најголем бизнис. Така да тоа е суштинско питање за не трајам со своите изјави како ќе го запре војната, може би ги загрижи сите овие инвеститори, но мораме да додадеме дека Америка е многу поделено општество. Имате во Тексас американци кои каубојки носат и кои што се плашат од миграцијата, од мигрантите што им доаѓаат од Мексико, имате и во Калифорнија кои што Америка е најсилната држава во светот. Марко, јас се извинувам, Јас се извинам, почитувам гледачи, жива емисија, во секој случај, се замолам само еден мал джингл и се враќаме веднаш, бидејќи имаме се технички проблем со тонот, но веднаш се враќаме во студиото. Режија, одиме со джингл.
Да. Емисија, жива емисија. Господин Марко, може да продолжите? Вему. Значи, како што кажа пред малку, Америка е најсилната држава во светот затоа што контролира морињата, светските економски и трговски патишта, затоа што таа земја е огромна, размислува стратешки долгорочно и кога имаме тој факт дека Америка е присутна во целиот свет, логично е да изборите се првокласен настан политички на кој што сите се заинтересирани и кога ќе додадеме овие два атентати, сосема е логично дека очите се вперени кон Вашингтон на целиот свет и оно што таму ќе се случува. Љубо, што би додале вие на се тоа што го кажа Марко? Секако дека резултатот на овие избори е многу важен за целиот свет. Поделени се општеството во САД, тоа е најевидентен резултат и главен резултат можеме да видиме во овие два обиди за атентат на самиот Трамп, каде што можеме да се огледаме дека ова запалива реторика од страната на Трамп и од страна на Демократската партија во никој случај не ги спушта тензиите во американското општество. Видовме дека по дебатата со Бајден и по ова со Камала, повторно ја видовме она поделеност каде што поддржувачите на едната и на другата страна нагласува кој победил, кој бил во право, дали некој ABC беше пристрасен. Така да гледаме дека и во самата Америка тоа е многу поделено прашање. Од друга страна гледаме дека и на светско ниво е тоа нешто што ги дели државите и службените лица во одредени држави, каде што некои се надеваат дека ќе биде Трамп, други се надеваат дека ќе останат демократите. Да видиме овие американски избори имаат влијание прече на сите светски случувања, токму поради тоа американско влијание на целата планета и на мнозинството од состојбите што се случуваат во светот денеска. Гледаме дека Америка е фактор и во војната во Украина, и војната на Блискиот Исток и секаде во сите други кризи кои што постојат во светот, така да изборите на некој начин во Америка се нешто што ќе покажат дали текот на американската политика, во кој правец ќе оди, како ќе се разви, како ќе влија истата на остатокот од светот. Интересно, во секој случај, ако ми дозволите само да кажам еден дел од господинот Трамп на неговото заминување, односно и на неговото доаѓање на политичката сцена. Еден од ретките политичари кој е јасен и гласен во делот на демократскиот процес на изборот на владите во независните држави. Вели Трамп, не смееме да дозволиме да се мешаме во изборот на владите во демократските држави. Но што имаме? Со доаѓањето на Џо Бајден ние имаме хибридни режими, кој што беше во Македонија. За разлика кај вас имате еден константен политичар кој се грижи за својата држава. Тоа е господинот Александар Вучич. Не е марионета, не е по ремов контрол со далински упрувач, ние имаме еден двоец, Заев Ковачевски, под плаштот на Али Ахмети, кој е еден единствен случај во светот, од учека, од паравојска, да бидеш во офицерска, односно во джентлменска униформа, односно во дело. Кажете ми, што мислите на сето тоа и во контекст као финале на тоа подпрашање, кој е Балканот и неговата судбина по американските избори? Војна или мир во Америка или во светот? Може Љубо со тебе, па Марко ќе продолжи. Секако дека Америка ја одговара пред се зоните на интерес што Америка ги има. Америка би сакала да биде стабилно, затоа што на најлесен начин тогаш да шират влијание, но гледаме дека Балканот е регион кој што никогаш не е стабилен, кој секогаш има некои можни жаришта, а тоа најдобро може да се види на примерот на Србија, каде што тоа прашање на Косово е нешто што е прилично актуелно и кај нас, е нешто за кој што се занимава и меѓународната заедница и самите САД. Но пред се гледаме дека тој обид на деескалација на тензиите помеѓу Белград и Приштина е примат кој што го имаше американската администрација, барем во реториката, согласно официјалните искази што ги даваат, секако дека што се несува до светот на Америка се обидува
да биде на таа страна на мирот, но тоа е некој кој што е вклучен во сите конфликти што ги имаме во светот и во Украина, и во Газа, како најактуелни конфликти, така да сметам дека овој момент американската надворешна политика, да повторам, нема да се промени многу, може да се променат нијансите, за да видиме колку Америка ќе биде инволвирана во тие состојби, но крајна цел е токму поради ова што Лакич кажа за целата ова економија, за според трговијата, ширењето на влијанието, значи тоа е нешто што на Америка и донесе огромен успех во минатото. Америка се обидува да одржи колку може стабилност во тие региони, ако е можно, ако не, да се обиде да наметне сосем примат во регионите кои што се веќе вклучени во самите конфликти. Да, господин Лакичу, јас би сакал исто вас да ја прашам, дали Балкан и неговата судбина по американските избори, дали ќе има војна или мир во Америка или и на Балканот? Јас ќе се надоврзам на оно што го цитиравте Трамп. Демократијата постои во Америка, во Америка има само амерички интереси, американски. Вие ако сте мали, неважни, ако сте слаби, ако вашата држава има проблеми, тогаш ќе завршите како бивша Југославија и тогаш продолжувате да живеете во држави како што се Србија, Македонија, БиХ, па Црна Гора, Хрватска, словенците отидеа во друг правец. Што сакам да кажам? Ако не ги разбирате американските интереси, тогаш имате голем проблем. Јас ќе го илустрирам тоа со примерот на Србија. Србија во првата и втората светска војна беше голем сојузник на Америка. Америка ја помагаше на Србија, српската тробека Србија ореше во Белата куќа. За жал, српските комунисти на крајот на 80-тите години пред распаѓањето на бивша Југославија не ја разбра значењето на падот на Берлинскиот зид, не го разбра тоа што ќе се случува во светот и Србија заврши како земја на крајот која што и беше одземено парче од нејзината територија, беше бомбардирана и сакам да нагласам дека одземањето на Косово е суштино погазено меѓународното право кое што е втемелено од 45-та година кога беше победена Германија и кога беше завршена Втората светска војна. Едноставно не очекувам од изборите, како што реков, ништо ново. Очекувам само да бидеме, условно кажано, сите региони добро, но умни, да го сочуваме мирот и стабилноста, да различните кризни ситуации да не се пренесат на нас и, на жалост, да не дојдеме во ситуација во која што беше во 90-тите години, а може би по 2000-та година, кога на Балканот имавме повеќе конфликти, војни, загинати и економско уништување. Мораме да гледаме кон едината и сметам дека подобар, поголем приоритет од американските избори е отворениот Балкан, односно можноста да заработуваме пари и да живееме. Да, ти благодарам. Веќе поминуваме од твој курс македонско-српски односи. Ја сум решил и поставив јасна цел во рамките на моите 2 емисии, 2 програма. Не случајно ова е прва емисија за американските избори, но исто така ги отварам портите за билатералната соработка меѓу Србија и Македонија, која е евидентно оди во нагорна линија. Србија е единствена соседна република која јасно кажа дека нема територијални претензии кон Македонија. Тоа го кажа вашиот председател и македонски пријател Александар Вучич, председател на Србија, и ќе додаде, вика, немаме јазични спор, идентитетски спор, немаме историски спор, што дава за право да се повика на последната анкета што е спроведена и на прашањето кои се вистинските пријатели на Македонија. Одговорот е со голем процент Србија и србите. Тоа дава за право. Како ги оценувате српско-македонските односи, господин Марко, повелете? Знаете, ќе почнам со тоа, ние немаме никакви проблеми кога го прашате просечен србин како е доживеа Македонија. Јас сум од старата школа, од СФРЈ. И да не можам северно да кажам, тоа е, го прескокнувам, нема никаква политичка конотација, едноставно проштевајте, и ние сме стари Македонија, Македонија, што сакам да го кажам.
ако не постои проблем, ниеден проблем, ниедна причина зашто некој во Србија би гледал во Македонија било каков причина за било каква криза. Знаете, сите ние на Македонија кога одиме на летување, дали ќе има гужва на граничните премини, каде ќе застанеме на автопатот да се одмориме, Демиркапија. Тоа се некои точки, тоа е наш синоним за Македонија и Гевгелија да танкаме гориво пред да влеземе во Грција македонците, јас би рекла на многу близок братски народ и да ви кажам право, велиме и јас доаѓам кирилица, нашето писмо е многу слично, речиси идентично и нашето историско наследство. Јас се надевам вистина дека во идните едина ќе имаме добри односи и повторувам тој отворен Балкан кој на некој начин не враќа во периодот на СФРЈ. Сега имаме граници државни, некогаш тоа беа републички граници, кога Македонија и Србија ќе бидат отворени за луѓето од Србија да може да работат во Македонија и македонците да работат во Србија. Тоа ќе биде. Љубо, што би додале вие на се тоа? Да го почнеме тој курс македонско-српски односи. Свакако да е. Да, секако дека Македонија е братска држава на Србија. Кога веќе говориме за Југославија, Македонија е единствената држава која доби независност по мирен пат, каде што едноставно дојде до договорно развидување. Тоа е уште еден показател за тоа дека Србија и Македонија немаат никаков спор, кој што, како што го кажавте. И малку е симптоматично да од четирите држави со кои што Македонија се граничи само со Србија нема никаков проблем. Уште еднаш показател за нивото на односи во кој што се наоѓаме помеѓу двете држави, секако дека ова што го кажа соговорникот е апсолутно точно, дека македонците и србите се многу блиски народи, братски народ. Значи, гледаме во соработката помеѓу Србија и Македонија, гледаме некои планови за соработка во иднина помеѓу Србија и Македонија. Тука има многу проекти кои што ќе треба заеднички, во кои што се вклучени Србија и Македонија, како Коридорот 10, вие имавме соработка во религијата околу прашањето на македонската црква. Да. Имаме прашање за тоа. Но еве, останете вие и со вас ќе продолжам, а Марко ќе дополни. Еве, како добри аналитичар ве прашувам околу еден парадоксален случај за двете држави. Мислам на Србија и за прашањето со Косово, кога реал политиката е немилосрдна, односно кога сака по пат на присила да ви одземе нешто што не може да ви го даде, а тоа се националните обелишја, трезор, име, јазик, религија, идентитет, историја, територија, а за возраст да бидете дел од некој си клуб во случајот Европска Унија, која и самата не знае во која форма ќе обстои, ќе екзистира. Имено, дозволите ми, Македонија, за разлика од Србија, кои има цврсти и неклиентелистички, поданички политички видувања, пред се, цврст политички амбиент, предводен од господинот Александар Вучич, кој во овие 12 години не го помина Рубиконот, на дозволеното. Ние, во рамките на сето ова, имавме една политичка гарнитура која беше присилно изнесена и изфрлена од политиката, беше организирана една акција позната како Коински скок, тоа беше за 2016 година, 2014, пардон, со тие забраните снимки и тргањето на Груевски од политичката сцена. Не сум адвокат, не сакам да се повторам на Груевски, многу сум принципиелен во делот на реал политиката и консеквенциите. Од друга ситуација, донесени се октруирано насадени политиканти кои требаше да го сменат името на Република Македонија. Со еден збор, како што спомна поранешниот председател, беше продадено. Како аналитичари ве прашувам, како го дефинирате сето ова, молам? Повелете. Пред се, секако дека тоа што го кажавте, дека се многу важни работи за една држава, тоа е името, културата, традицијата, историјата. Тоа е нешто што секоја држава се обидува да го чува и што до некаде во Македонија е загрозено од соседите кои што Македонија ги има.
да се подсетиме на Преспанскиот договор кој што беше потпишан меѓу Македонија и Грција, кој што во суштина беше договор со кој што беше променет името на држава, донесе уште еден проблем, бидејќи и со грбови се бавеше и за кои грбови може да се користат или нешто, доведе до една дупка во договорот каде што е дозволено албанците да може да го знамето албанско да го користат како официјално знаме во самата Македонија, што е нешто што е сосема неприфатливо во било која држава да се користи туѓо знаме во сопствената држава, така да тоа е едно од нештата каде што е направена голема грешка. Од друга страна го гледаме и проблемот што Бугарија го представи како една од кочниците за приклучување на Македонија кон ЕУ, а тоа е јазичната бариера, каде што видовме дека бугарите се обидуваат да наметнат дека македонскиот јазик не постои, дека е тој дијалект и дека спаѓа во бугарските дијалекти, што е длабока конотација кога тоа го одредуваме со македонската литература, писатели и се што е поврзано со јазикот би можело да биде припоено кон бугарската култура и со тоа би избришале македонската култура. Така да сите нешта на кои што на прв поглед изгледаат како нешто што е сосема неважно, се многу важни нешта кои што може да имаат долги последици и нешто што не смее да се дозволи. Марко, што би додале вие на сето ова, а потоа ќе додадам уште едно подпрашање. Повелете. Сакам да кажам една работа. Што и да се случи во иднина, ќе започнам вака. Србите се најголеми пријатели со јузници на Македонија, на македонците. Нашиот дом е ваш дом. Тоа сакам да кажам. За жал, пред нас имаме ставени пред сериозни предизвици што ги немаат другите држави. Србија е одземена територија за која сметаме дека е тоа наш идентитет, поврзан со тој крај со Косово и Метохија. А Македонија и се одзема правото на името и ако немате име, немате ни свој идентитет. Значи, во едниот и другиот случај е прашање на идентитетот. И тука компромисите не се можни. Политиката ќе најде секако нешто, ќе се најде. Северна Македонија како решение, но по таа логика може да ве наречат Источен Мадагаскар и на никој тоа да не му пречи и да сите бидат среќни. За жал, она што пред малку го кажав, имаме наш проблем, вие имате ваши проблеми, во овој момент вашиот проблем може би, иако не е тоа отворено изразен како проблем што ние го имаме со Косово и Метохија, каде што нашиот народ е изложен на секојдневни репресалии, вие сте изложени помеѓу чеканот и наковалната, помеѓу западот Албанија и истокот Бугарија, каде што албанците се заинтересирани за територија, а бугарите тие ви го укинуваат правото на идентитет. Значи, доаѓам до тој нонсенс, се што е во суштина дојде од западот, каде што е Европа со своите слепи потези, со поддршка на албанците прави лоши проценки, тие почна, но знаете како во овој момент НАТО, Европа, Америка се најголемите гаранти на мирот овде, затоа што знаете колку и тие да имале проблеми, мислам со Америка, поради бомбардирањето на србите во БиХ, поради бомбардирањето на Косово и се што се случуваше, мислам дека тие се најсигурни партнери, тие се тука, немаме други или трети. Мораме да се обложиме на нив и знаете како светот се менува, еволуира, и со време може би овие наши гласови ваши ќе дојдат до израз кај некого, дали кај Трамп, кај неговата администрација, но Трамп нема да се занимава со Балканот. Ќе се занимава со некоја администрација која што има поголем интерес и слух, која што ќе подобар извор на информации од претходниците кои што беа многу монолитни, обоени, гледаа само на една страна, а ние страдавме поради тоа. Политиката е долготраен процес и она што сакам да го кажам, важно е да имаме одговорни личности, да не наседнуваме на ефтини гласови, дека тоа е популизам, затоа што ваквите личности се склонни кон вакви глупави компромиси на основа на кои народот страда. Само кратко да ми потоа Љубо ќе додаде, дали требаше тогаш ние да го промениме името? Значи да го промениш, кој што вели Ѓорѓе Иванов, личниот претседател, се продаде името за 150 милиони евра, дали, а ние се уште сме у чекална, дали вредеше?
дали вредеше да се смени името. Кога се уште сме надвор, ниту ги почнаме преговорите со Европска унија и така натаму. Секако дека не вреди, дека тоа е подлабоко прашање и се сложувам целосно со господин Лакич дека е прашање на идентитетот и на прв поглед тоа може да изгледа како едноставна промена на името. Многу држави го сменја името низ својата историја, но едноставно кога сакате да натерате некој да го смени името затоа што не ви се допаѓа и некоја друга држава надојде и ве тера потоа да се сложите и да и јазикот не е баш оној како што го имате, така да ќе имате тука и некој трето барање од албанците, нешто трето да се направи, така да константно се прават оваа поданичка политика, не знам како да ја наречам поинаку, каде што малку по малку вие сите делови ги откинувате кои што се многу важни за државата и за народ и за културата пред се. Така да секако не вреди таа промена на името или било кој компромис, затоа што тој компромис ќе ви се удри од глава, затоа што еднаш кога ќе направите таков компромис од вас ќе се очекува тој компромис да го направите во сите наредни случаи и тоа се случува со Македонија, дека по договорот со Грција видовме дека богурат и се обидува да го обидат тоа со јазикот, се поголем притисок гледаме и од други чинители кои што сакаат да добијат нешто од Македонија и македонскиот народ. Тоа не е компромис, значи што сакате да го направите, веќе долгорочно ќе ви се удри од глава. Дај да го свртиме малце листот за македонците во Србија. Да, поборник сум, тоа не е од сега до утре или задутре, 25 години. А тоа е конечно да се дефинира една агенција за културна соработка со македонската диаспора во светот. Не случајно спомна македонската диаспора во Србија. Еве Вучич, председателот Вучич, организирал се народен собир. Ги собрал сите Срби од светот и одржал 3-дневен самит еден. Тоа е многу убаво, кога му даваш поддршка на твојот србин во светот. А така јас исто побарав и замолив и во претходните политички провиненции и времиња најдов како диалог на глуви. Имајќи факт дека актуелната власт, еве тоа и јас митам како последна политичка гарнитура, или ќе ја спаси, или ќе ја разнебити Македонија. Дај Боже првото, затоа и има мојата поддршка. Конечно, сакам да ме прашам дека какви се од ситуациите на нашите македонци во Србија? Зошто го прашувам ова? Го велам бидејќи 7 години во времето на Зоран Заев, Ковачевски, Ахмети, македонците во светот, вклучувајќи и Србија, беа на маргините. Се чувствува како отпадници, простете на вордингот. Едносно заборавени од соседната држава, а дерогирани во самата држава. Еве, јас ќе ми дозволите во името на председателот на Демократската партија на македонците во Србија, тоа е госпоѓа Маја Ѓорѓиевска, да ви поставам незини 3 прашања. Ќе ми дозволите? Можам. Првото прашање на госпоѓата Маја Ѓорѓиевска вели вака: Демократската партија на македонците како единствена малцинска партија ги поддржа СНС, тоа е партијата на Вучич, и председателот Томислав Николич. Каде сме ние денеска? Еве, можете, почнете вие, па ќе продолжи Марко. Повелете, господине. Секако дека овој однос кон малцинствата би можел да биде многу подобар. Тоа е нешто на кое што ќе треба малку повеќе да се работи, колку конкретно говориме за македонското малцинство во Србија. Секако дека тој однос кој што можеме да го согледаме со сегашната власт во Србија и новата власт во Македонија е нешто што ветува и што кажува дека тоа може да се случи во иднина и дека веќе имаме сериозна соработка. И имавме сериозна соработка и однос со самата председателка на Македонија, сега кога парламентот и владата од една иста партија ја доби власта, тој тренд ќе продолжи. Секако сакаме да видиме и таа српска куќа во Скопје да биде изградена на македонската култура и македонското малцинство во Србија, да го видиме и да можеме и колку повеќе да ги продлабочиме односите со оглед на фактот што е неколку минути кажаме дека србите и македонци се едно најблиските народи кои што ги има меѓу себе, едно од подобрите соседи со кои што граничиме, така да овој тренд верувам ќе се Марко, дали ми додовте за ова? Знаете, ако говориме за ситуацијата со македонците во Србија, во мојата улица кај што живеам има 10 куќи
Тоа се се македонски семејства кои се доселени во 60-те години, тоа го знаеме по презимето. Тие се како ние, тие апсолутно ги имаат сите права како и секој граѓанин на Србија и дека никогаш, апсолутно никогаш никој нема било каков проблем затоа што некој се изјасни како македонец се најдобро за Македонија, ако говориме за идентитетското прашање, тоа е кујната, виното, македонската песна, кај што србите многу ја сакаат. Така да тоа е повеќе работа на тоа колку вашата држава е спремна да помогне да тој идентитет на некој начин овде се брендира. А што се однесува до народот и до некаква комуникација или идентитетот меѓу народите, тоа е на многу високо ниво. Да не говорам сега, да давам примери за тоа кој влијае тука се и така натаму, но би сакал да кажам дека не постои ниеден проблем освен потребата, самата потреба да се каже македонци дека тие може својот идентитет да го третираат, да го чуваат, да го изнесат. Да. Но што се однесува до на самите срби државјани на оваа држава, тоа е на многу високо ниво и тука ни првот проблем не постои. Секако јас ќе додадам во секој случај, добро го спомнате тој брендот и некој дефинитивно се трудел брендот Македонија да го продаде за 150 милиони евра. А друг пак 7 години го конзервирал брендот. И доаѓа тоа жешкото прашање од госпоѓата Маја Ѓорѓиевска, вели: за добрите историски односи кои се во драматичен пат од нашата поддршка во 2012, дали изостувањето на Демократската партија на македонците од Националниот совет беше добра одлука и како тоа се одразува на развојот на добрососедските односи? За тоа дека србите во Македонија имат вице-премиер и министер со 5000 гласа, а хрватите во Србија имаат министерско место со исто толку гласови. Не случајно, јас го почитам господинот Стојлковиќ, да, јас сум србин, меѓутоа не сум инкорпориран во Српската партија, веќе што гледате се борам со цела душа и срце за македонското прашање, па ќе речат, добро, еден србин со српско презиме се бори за Македонија. Да, ја живеем 63 години во Македонија, имам 65. И Македонија е таа што ми помогна да бидам денеска, но сум горд што сум србин. И навистина се гордам со моите корења. Но си ја сака Македонија. И го почитам државотворниот народ на оваа држава, тој македонскиот. И еве, затоа сакам да ве прашам, дали свесно македонците во Србија се ставени во конзерва, простите, али такво доаѓа, и не се инкорпорирани во Националниот совет, тоа што не е случајот со унгарците, маѓарите и романците. Са јавил Орбан до Вучич и колегата на Орбан од Романија и тие веќе се блиндирани и брендирани, а македонците се аут. Тоа докажува и последната случка со амбасадорот на Србија, господинот Тупанчевски, според јавното мислење на македонците во Србија, дека не ги поканил на 8 септември, туку као аутсайдерс на маргините, ден пота, што е навистина страм, дно дна. Ве молам вашиот одговор. Еве, ако може, нека иде Љуба, пота вие. Може така? Љуба? Ја слажам се. Се сложувам и сметам дека господин Лакиќ даде дел од одговорот во неговото претходно одговор, дека не постои никаква блокада од страна на самиот народ и граѓаните на Србија. Од друга страна гледаме дека политичкиот врв во двете држави се прилично блиски, така да никаде не гледам проблем и во политичка смисла. И со тоа се работи само за македонските граѓани и српските граѓани од македонско потекло во Србија кои што сака да се обединат, сака да формираат собствена партија, да аплицираат, да бидат малцинство. Тоа е нешто што треба да секако се помогне, држава Србија да помогне. Но мислам дека Македонија како држава би требало повеќе да работи на собствениот идентитет, што не можеше да биде случај додека имавте претходната власт, но сега гледаме дека одличните односи помеѓу сегашната власт во Македонија и Србија може да донесат многу добри резултати и за Србија и за Македонија во двете држави. Да, господин Љубо, јас не случајно го спомнав, бидејќи сигурен сум дека и оваа емисија ја гледа амбасадорката на Србија во Македонија и целиот тој персонал
и се пренесува преку пресклипингот и се тоа, сакам да допри до ушите на председателот Александар Вучич, бидејќи сепак некој свесно, без знаење на и актуелната власт, се уште македонците, еве во Панчево да речам, се маргинализирани. Сепак тоа е политичка партија македонци, ние имаме околу 250.000 македонци во Србија, тоа е бројка, 250.000. Но верувам дека еве со вас заедно како авторитети, аналитичари ќе го пренесете ставот и гласот и на народот и на македонците тука во Македонија и верувам дека ќе допре до ушите до вашиот председател и до државниот врв. Господине Марко, дали би сакале вие кратко нешто да додадете на се тоа? Видите, тоа прашање е исклучиво поврзано со самиот македонски народ, со вашите власти. Јас секогаш би кажал, кога говориме за Србија треба да помогне, јас би избегнал било какво вмешување на Србија, затоа што некој кој што не е пријател ни на србите, ни на македонците, утре ќе каже еве ги овде државни или провладени македонци, антивладени и така натаму, што би била добра прилика да се злоупотреби тоа. Знаете, на Балканот се е релативно. Јас сакам да кажам што чувствува народот и едно од најубавите српски песни Зајди е ваша песна, велиме, имаме идентични емоции кога ќе чуеме таа песна и едно од најубавите песни што ја познаваме како српски народ. Кога велиме наша, ние мислиме, не ја присвојуваме, таа е ваша, но кај нас постои како да е никаква разлика тука не се гледа. Така да сметам дека српската власт е целосно запозната со сите детали и интереси. Сигурен сум дека Вучич многу благонаклоно гледа на идентитетот на македонскиот народ, но таа иницијатива мора да потикне од вас. Ако вие успеете тоа да го артикулирате, каде што не постои никој во Србија, можам да се обложам, одговорно да потпишам кој би бил против македонскиот идентитет. Повторувам, ние сме едно исто. Ми сме биле едно исто. Ние никогаш не сме имале проблеми, србите никогаш не имале проблеми со македонците, со романците, со сите други. Из историјата имало мали или поголеми проблеми. Така да сакам да кажам, најголем сојузник имате во Србија, во Београд. Ако ништо друго, барем сме ви пријатели, а вие тоа сте го заслужили. Јас се сеќавам во 99-та година, кога за време на бомбардирањето на Косово, кога таксистите од Скопје возеа помош, храна за српските војници во Косово. Тоа со своји очи го имам видено. Бе во Скопје, кога на тоа авионите летаа на небото и го бомбардираа Косово. Значи, тоа не сме го заборавиле. Времето, историјата, можеби тој проблем го имаме, што најголеми проблеми комунистите ни донесоа со развојањето на црквата, дали постоја универзална југословенска православна црква и комунистите ги правиат и глупости. Но тоа се преслика, така да кажам. И тоа се зад нас. Треба да гледаме кон иднината, затоа што имаме отворени раце кон нас и велиме поверете. Овој проект во рамките на магазинот, сакам да ги продлабочам односите и со соседите, ветргнам со Србија, не значи дека ќе ги изоставам и другите соседи, апсолутно не. Сакам да докажам дека Македонија е кооперативна, секогаш пружа рака за поддршка, соработка и се тоа. Не можам, што рекома, да не спомнам за вистинските добрососедски чекори што ги направи Српската православна црква кон Македонската православна црква, односно давајќи и томос за автокефалност на црквата, што не е својствено за Бугарија и Грција, односно и Цариградската патријаршија. Дали ова беше во вистинско светло сторено или не? Критизерите и поддржувачите на Фанариотската црква, а пород македонци, го споруваат ваквото признавање од страна на Српската црква и незиниот патриарх, неговата светост Порфирий. Свакако да тоа... Секако дека тоа признавање на македонската црква, давањето на автокефалност е нешто што повторно покажува само дека има добра намера од српскиот народ и во тој верска смисла, каде што немаме никаков проблем со тоа, и секако дека било која верска одлука ќе биде контроверзна прилично и дека ќе има некој што се сложува и не се сложува, но кога ќе ги погледнеме состојбите, секако дека
Тоа е уште еден гарант за добрососедските односи, нешто што покажува дека ниту Србија во било каква смисла, ниту во верска смисла нема ништо против македонците и против македонскиот народ, туку напротив го поддржуваат апсолутно се што македонците сакаат да ги поддржуваме и македонскиот идентитет, верата ја поддржуваме и структурата ги поддржуваме сите други можни политички иницијативи. Така да сметам дека тоа ни црквата е само отсликано, пресликана таа тој добар меѓусоседски однос кој што ние и македонците Тоа е го многу убаво да се имаме. слуша, особено во очи на големиот христијански празник, православен христијански празник, раѓањето на Пресвета Богородица. Драги мои пријатели, малку за економската соработка, Марко спомна за Open Balkan, отворен Балкан, кој е еден вид подобрување, едно отварање на хоризонтот на соработка на балканските држави. И јас велам дека чумути Европска Унија ако нема кохеренца, ако нема зближување, ако нема вистинска поддршка еден со друг, бидејќи по Божја волја и промисла живееме еден покрај друг. Но, дали јавачите на апокалипсата, кои создаваат хаос на балканскиот простор за своји лични и лукративни интереси, конечно мора да заминат и го остават народот да функционират и да живеат меѓу себе како што треба. Може Љубо ти, па Марко ќе продолжи, повели. Свакако да су тие иницијативе кои можеме да видиме Кој што може да ги согледаме како што Open Balkan, нешто со доста добро за соработката помеѓу државите кои што се членки на овој сојуз, Европската Унија представува уште еден момент, нешто што треба да донесе соработка на многу повисоко ниво од самиот Балкан, на ниво на целиот континент, и тоа е нешто што е стратешка цел и на нашата и на вашата држава приклучувањето кон ЕУ. Но при економската соработка се надеваме дека ќе достигнеме таа стабилност, дека тоа ќе доведе до намалување на тензиите помеѓу државите, дека секако тоа ќе биде едно од двигателите за нормализација на односите помеѓу државите кои што имаат меѓусобни проблеми, но од друга страна гледаме дека постојат и механизми кои што се користени против самите држави што сакаат да станат членка. Македонија е најдобар пример за тоа, за жал, каде што членките имаат доста да замерат со приклучувањето тука, така да гледаме дека тоа не е земено како почетна идеја, туку тоа веќе на некој начин се користи за погрешни правци, но сите овие иницијативи кои што ги имаме, што би требало да ги вклучиме повеќе членки, кога говориме за отворен Балкан, најидеално би било кога сите држави од Балканот би се вклучили во тоа што би соработувале. Видовме дека таа економска соработка пред се и се оно што следува по економската соработка е нешто што не доближува народите, ги намалува тензиите, води до стабилност и мир, и тоа е нешто како вистински пат и добра иницијатива која што Србија ја задвижи да имаме мирен и стабилен Балкан и да се надеваме дека повеќе балкански држави ќе се приклучат на оваа Во финален дел иницијатива. имаме околу 5 минути и сакам да поентирам со едно прашање кој заista навистина вчера се одржа еден доручек, едно дружење со старо-новата председателска на Европската комисија фон дер Лајен, кој го запозна и новиот премиер на Република Македонија, кој директно во старт и кажал: нема клиентелистичка политика, нема љубење на чевли и искривување на кичма, што е тоа многу силно. Во старт видели 5 минути ти е доволно да го видиш кој е човекот и со кого збориш. А ја ќе поентирам, да, поддржувам на иницијативата за брзиот воз од Унгарија до Атина. Нашите соседи треба да ни отворат порти за економска соработка. Што мислите за оваа иницијатива, која претпоставам дека премиерот Мицковски дава се од себе да биде реалност со оваа инвестиција која господинот Вучич со господинот Орбан веќе 50% реализира. Можете ви, или да му дадеме на Марко, вие ќе завршите. Марко? Нешто да ви кажам, тоа е кој би можел да биде против поврзување и отворање на нови работни места и економска соработка. Таа иницијатива се ослоња на пристанишното Пиреја, каде што стоката за овој дел од Европа и би требало да патува
кон светот. Јас се надам дека тоа ќе биде завршено и дека никој не би смеел да има ништо против тоа. Особено, знаете, Србија има пруга Београд-Бар и тоа пристаниште Бар никогаш не е оправда своите очекувања и изградни, зависиме од Копар и од Риека како пристаништа, но ова гранична контрола е многу оптоварена таму, така да ова брза железница би можело да ги поврзе луѓето, да отвори нови работни места и никој нормален, кога говориме за нормални очекувања од времето пред нас, може да најде било што против во таквото нешто. Тоа е потреба за луѓето и уште нешто да кажам, сметам дека Европа често не разбираме. Прво ние самите треба да најдеме свое место во овој регион, па потоа да одиме во правец на Европа. А Европа нема да не чека со решение да каже дојдете вие со сите ваши проблеми. Прво да си ги решиме нашите проблеми, да си ги задржиме идентитетите и да спроведеме своји проекти. Свакако се слажам sa svime što je sagovornik rekao, to je nešto što ne može... Тоа е нешто што никога не може да биде лошо и поврзувањето и соработката ги решава проблемите кои што не се од економска природа, туку едноставно тоа ве поттикнува, ви дава причина зошто би ги решавале тие проблеми. Увидовме дека целата економска соработка е основа на Европската Унија, ама бидејќи говоревме за идентитетот, сега дека не сметам дека тоа придружување кон ЕУ на некој начин би ги загрози било чии идентитет и не сме никако да загрози нечiji идентитет, затоа што и тоа е нешто како дел од културната размена и соработка, тоа е нешто што би ќе помогне преку ваквите проекти како што е брзата пруга, автопатиштата што се градат, како и Цргород 10 и се останато што имаме. Така да тоа е нешто што не само што ги поврза луѓето, туку ќе ги олесни целокупната размена и циркулирање на добра и стоки од секаков вид, економски добра, културни добра, размена на туризмот меѓу тие држави, на тој начин би се зголемила меѓучовечката соработка, така да тие меѓудржавни односи би придонеле за решавање на овие проблеми што ги наведовме во оваа емисија и што би придонеле на некој начин да се достигне таа релативна цел, да остане регионот мирен и стабилен, да не ни влијаат американските избори, дали ќе биде мирно и стабилно, тука да бидеме сигурни дека е мирно и стабилно затоа што има меѓуsobna соработка, а не дека имаме... Господо, навистина верувам дека гледачите ги оставите без див, без коментар, не следаат преку интернет vtv.mk, Ивана, можете уште да го ставите уште еднашка на Кајрон, доколку има. Ви благодарам многу. Навистина ми представа голема чест и задоволство што бевте вечерва ексклузивно како едни врвни аналитичари на Србија, еден од многите врвни аналитичари, говоревме за продолбочување на билатералната, економската, политичката и севкупната ситуација меѓу Македонија и Србија, што иде во нагорна линија. Дај Боже и со другите наши трои соседи тоа да го имаме, чекор по чекор, јас се надам дека тоа ќе се оствари. Почитувани, тоа е што реков вечерва со нас беа Марко Лакич, политички аналитичар и новинар на Политика Белград, и господин Љубомир Ѓурич, аналитичар и познавач на западните политики кон Балкан, исто така од Белград, Србија. Да сте живи, здрави и посакам добро здравје вам и вашето семејство. Наскоро повтор во програма. Hvala takođe. Благодарам. Тоа беше вечерашното издание. Благодарам на Жан Станоевски за прекрасниот превод и му благодарам многу на господинот Даниело Николовски за техничката поддршка на реализација на оваа емисија. Здрави за многу години утрешниот празник рождество на Пресвета Богородица и секако знам дека ќе ја видам во еден од храмовите. Пријатна вечер.